Мирче Морачанин, мојата реплика ќе биде насочена кон вашето образложение за професионалноста на комисијата, која што рековте дека треба да се смени во законското решение, така стои. Меѓутоа, честно ќе беше за пред граѓаните да кажете, и можеби и ги немате дописите од Венецијанската комисија, која што упатува силни критики за предвременото менување на оваа комисија, на постоечката комисија. Значи, силните критики на Венецијанската комисија, како и на други европски организации, кои остро застануваат против одредбата за предвремен прекин на мандатот на ова тело 2 години порано, што е причина за силен сомнеж, ова стои во мислењето на Венецијанската комисија. Еве го драфтот и мислењето, може, ако го немате, можам слободно да ви го дадам. Значи, вели дека постои силен сомнеж за уште едно мешање на политиката во работата на независните институции. Во конкретна смисла, во овој стручен коментар во однос на законот, Венецијанската комисија го констатира следното. Во нацрт законот, сега веќе предлог, за спречување на заштита од дискриминација, нема доволно заштитни механизми со кои се обезбедува вистинска независност на комисијата, особено за избор и разрешување на членовите на комисијата. Комисијата бара да се преиспитаат одредбите за предвремено престанување на мандатот на членовите на комисијата, бидејќи тие ја ограничуваат независноста на комисијата. Овде ќе ги дополнам и критиките кои што се, патем речено, препратени и до министерката од Еквинет, Европската мрежа на тела за еднаквост, и ЕКРИ, Европското експертско тело против расизам и нетолеранција. Значи, има и други страни кои што вие очигледно не сакате да ги прикажете на јавноста. Ова е мислењето на Венецијанската комисија, која што очигледно вие не сакате да го почитувате. Ова е мислењето на Венецијанската комисија, која што е апсолутно против предвремено сменување и конституирање на нова, како што велите вие, професионална комисија. Не станува збор за тоа, туку за мешање повторно на политиката во професионалните комисии. Мислам дека редно беше ова да го кажете на граѓаните. Благодарам.